Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Промената на временските услови и првиот поголем снег во оваа сезона влијаат врз нормалното одвивање на сообраќајот во целата држава, па и во источниот регион. За сега патиштата се проводни, а екипи на Македонија Пат постојано се на терен и ги контролираат патните правци на кои има поголеми навеви од снег. Врнежите од снег во текот на денот не направија поголеми проблеми во нормалното одвивање на сообраќајот на делниците од магистралните и регионалните патишта во источниот регион. Според известувањата од Автомотосојузот на Македонија, единствено на одделни патни правци во западниот дел од државата има забрана за движење на тешки товарни возила. Сепак, надлежните предупредуваат дека во клисурите и засеците можна е појава и на помали одрони, особено на патните правци Кочани, Македонска Каменица, Делчево и Виница, Берово. Од подружницата на јавното предпријатие Македонија Пат велат дека нивни екипи се на терен и ја следат состојбата. Сега сме со во некој степен со по едно возило по пунктовите. Но не значи тоа дека ние останавме така со тоа возило, него моравме на брзина да се снаоѓаме и да формираме и други возила и накнадно ангажиравме од трети лица возила. Исто така ние работиме по приоритет. Од прилика за појасно да ви биде, прво се чистат магистралните патишта, бидејќи ние на наша територија имаме две магистрали, тоа е М5 и М6 или по новото А3 и А4. Се додека не се исчистат тие, не се преминуваат на другите регионални патишта. Според Коцев, регионалната подружница на Македонија Пат набавила известни количини сол и ризла, но проблем е расположивата и дотраена механизација за да може да се интервенира навреме. Па на терен наши возила имаме 9, спорам за цела источна Македонија. Исто така има негде околу 13 возила од трети лица, 2 утворача од трети лица и 2 грейдера. Според одговорните во Македонија Пат, и правецот кон Пониква се одржува проводен, а екипите ќе го контролираат теренот и во наредните денови, ако се јави потреба од расчистување на новите врнежи од снег. Од Автомотосојузот упатуваат препорака за исклучително внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Исто така, подсетуваат дека има градежни активности на клучката Ванчо Прке од експресниот пат А3 Штип Кочани. Поради тоа, на делницата од Пробиштип до Крупиште на регионалниот пат Р1205 воведена е времена измена на режимот на сообраќај, а поставена е и соодветна сообраќајна сигнализација. Снегот е добре дојден за земјоделските посеви, бидејќи ќе ги направи поотпорни, што е позитивно за нивниот понатамошен развој. Агрономите со совети до земјоделците да ги прихранат житните растенија со азотни ѓубрива. Ниските температури и снегот што падна за време на викендов, а ќе се задржи до крајот на неделата, не само што нема да се одразат штетно врз житните култури, туку напротив, позитивно ќе влијаат на земјоделските посеви, бидејќи ќе ги направи отпорни, што позитивно ќе влијае за нивниот понатамошен развој. Ова е многу потребно, да речеме, за житните култури, бидејќи тие треба пожелно е и треба да поминат одреден период на ниски температури. Тоа е тој стадиум, наречен стадиум на јаровизација, во кој што растенијата, житните култури треба да го поминат на ниски температури за да стекнат отпорност за понатамошниот развој и со самото тоа да плодоносат, тоест да дадат добар плод кога ќе дојде време за нивната жетва. Значи, посебно пченицата, значи, многу е добро што овие температури ќе потрајат, бидејќи е потребно, значи, одреден период, по правило дури некаде од 40 до 60 дена, да бидат изложени на ниски температури и при тоа во самата билка се зголемува количината на суви материи, на шекери, со што допринесува за отпорност на самиот организам на растението. Исто така, додава Захариев, и самата снежна покривка делува изолационо и придонесува за добра отпорност на самите растенија, за да не дојде до нивно измрзнување. Инаку, агрономите со совет до земјоделците да ги прихранат житните култури.
Секако дека нема да измрзнат, бидејќи пченицата и јачменот издржуваат пониски температури, пченицата до минус 20, јачменот до минус 12, така што во секој случај овој снег е добре дојден за житните култури. Исто така можам да кажам за земјоделците е добра една препорака дека сега е време и за прихрана на житните растенија со азотни ѓубрива, значи ова е вистинско време да се аплицираат азотните ѓубрива, препорачуваме ѓубрива некаде со 46% на азот. Едно прихранување сега, овој период, и уште едно прихранување може да извршат некаде крајот на март или првата седмица од април. Истото се однесува и за градинарските култури, кои што се во подготовка на расад, така што овие култури нема да бидат засегнати со евентуален проблем на измрзнување, додава Захариев. Факултетот за информатика при Универзитетот Гоце Делчев стана покровител на тимот по роботика од Кочани, кој неодамна го освои првото место на меѓународниот надпревар во Белград. Со тоа, нашите ученици ќе добијат целосна подршка за предстојниот надпревар во Словенија. Победничката екипа од основци и средношколци од Кочани, кои минатиот месец го освоија првото место на меѓународниот надпревар по роботика од First Lego лигата во Белград, го обезбеди понатамошното учество. Факултетот за информатика од Универзитетот Гоце Делчев од Штип прифати да биде главен покровител на нашиот тим, кој ќе настапи на меѓународен надпревар во Словенија. Станува збор за надпревар по инженерство, а учество земаат ученици од целиот свет. Штипскиот факултет за информатика ќе го поддржи кочанскиот тим и финансиски и менторски. Факултетот за информатика со задоволство ја прифати иницијативата на клубот по роботика од Средното општинско училиште Ѓошо Викентиев да биде покровител и да помогне во реализација на надпреварот First Lego League, регионален надпревар кој што ќе се одржи во Словенија. Можам да истакнам дека ги поддржуваме ваквите во наставни активности, бидејќи сметаме дека на овој начин се продлабочува интересот на учениците и студентите за науката, особено за инженерството и математиката. И на овој начин студентите, учениците и средношколците стекнуваат вештини кои понатаму може да им бидат во корист на пазарот на трудот. Честитајќи им ја победата во Белград, деканката на факултетот по информатика изрази надеж дека дел од средношколците во иднина ќе бидат и нивни студенти. Благодарност за поддршката што факултетот им ја дава на нашите ученици изрази професорот Гордан Анастасов од Средното училиште Ѓошо Викентиев. Голема чест представува за нас што една ваква институција ни даде признание на некој начин и застанува зад она што го почнавме пред неколку месеци и ќе биде наш покровител за регионалниот надпревар кој што ќе биде во Србија. Во Словенија. Ние прво учествувавме во меѓународниот надпревар во Србија и прв клуб од Македонија сме кој што учествува во оваа лига и го освоивме првото место. По успехот на надпреварот во Србија, предстојниот настап во Словенија ќе биде од посилен ранг, бидејќи ќе учествуваат поголем број екипи од скоро сите поранешни југословенски републики. Учениците и нивните ментори оценуваат дека овие надпревари се интересни, но и корисни за нив. Се надеваат дека на надпреварот во Словенија, со поддршка од Универзитетот Гоце Делчев, ќе можат да донесат уште некој медал. Агенцијата за потикнување на развојот на земјоделството Кочани продолжува со реализирање на едукативните средби наменети за земјоделците. Истите имаат за цел да ги обучат земјоделците за изготвување на технички и деловни планови по огласи и програми на кои што треба да аплицираат. Пресред на новите огласи кои што Агенцијата за потикнување на развојот на земјоделството ги очекува во наредниот период, согласно програмите ИПАРТ и Националната програма за рурален развој, Агенцијата за потикнување на развојот на земјоделството Кочани од 7 февруари започна и сега продолжува со организирање на едукативните средби за земјоделците, кои што се однесуваат на нивна обука за изготвување технички и деловни планови по овие огласи и програми и исто така обука за електронско аплицирање
постигнување по програмите од Националната програма за рурален развој. Тоа е едукација на земјоделците токму со овие работи, со програмите ИПАРТ и Националната програма, околу електронските поднесувања, околу изготовка на технички деловни планови во врска со ИПАРТ проектите, пошто можат да набават механизација или некоја друга приклучна механизација. Значи, секоја среда и четврток во нашата агенција, секој кој што сака да се информира, да се едуцира, може слободно да дојде во периодот од 11 до 12 часот. Ние сме отворени за секаков вид на едукација и информирање. Едукативните средби наменети за земјоделците се одржуваат во просториите на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството Кочани. Ќе се одржуваат секоја среда и четврток, очекувајќи дека во наредните денови ќе излезат некои од огласите при што земјоделците ќе можат да бидат подготвени да ги следат овие огласи и да аплицираат за она за што имаат потреба. Од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството Кочани велат дека земјоделците можат било кој ден да отидат и да се информираат во просториите на агенцијата, а секоја среда и четврток да присуствуваат на обуките кои што започнуваат во 11 часот. Изложба на плакати и постер на ликовниот уметник Маријана Иванова ќе биде отворена в петок на 2 март во Центарот за култура Бели Могри во Кочани. Целта на изложбата е да се едуцира локалната публика за значајноста на овој вид уметност и да се представи уметникот пред домашната публика. Во петок, 2 март, во 19 часот во Центарот за култура Бели Могри во Кочани ќе биде отворена изложбата Импостер. Автор на изложбата е Маријана Иванова, дипломиран ликовен уметник, одсек плакат и визуелна комуникација, во моментов на магистерски студии одсек плакат. Изложбата опфаќа плакати изработени за време на студиите од 2013 до 2017 година во Националната ликовна академија во Софија, Бугарија, под менторство на професор Георги Јанков и асистент Ненко Атанасов. Плакатот е уметност која што има за цел со својата критичност и визуелни средства да ја поттикне публиката да размислува за даден проблем или да ја информира. Темите на делата, опфатени во изложбата Импостер, опфаќаат различни видови на плакати – социјални, културни, рекламни, јубилејни, со акцент на дипломската работа. 7 плакати инспирирани од делата на нобеловецот Херман Хесе. Професор Георги Јанков за авторката ќе рече дека Маријана е јасна во секој нејзин плакат. Представените творби се впечатливи и го разоткриваат современиот и разнообразен јазик на младата авторка. Без разлика на тоа дали поставува прашање или изјавува позиција, таа успева да го закове вниманието на гледачот. Смелост во изборот на представеното и наоѓање на најсоодветната графичка техника се причините поради кои нејзините дела ја провоцираат нашата чувствителност и оставаат трајни траги во нашите мисли. Целта на изложбата е да се едуцира локалната публика за значајноста на овој вид уметност и да се представи уметникот пред домашната публика. После многобројните учества на интернационални изложби во Турција, Велика Британија, Иран, Лихтенштеин, Австрија, Русија, Полска, Мексико, САД, Тајван, Јамајка и Казахстан. Следуваат информациите од спортот. Генерацијата 2006 од екипата на фудбал Старс од Кочани го освоија првото место на меѓународниот турнир во Сандански, Бугарија. При тоа ги победиле сите противнички тимови, а на крајот за шампионската титула се одлучувало на пенали. Со освоено прво место се врати екипата на фудбал Старс од Кочани од меѓународниот турнир Сандански куп, што по 6-ти пат се одржа во истоимениот град во Република Бугарија. Нашиот клуб го представуваа фудбалерите од генерацијата 2006, кои со вкупно 4 победи против своите противници го потврдија талентот и одличната подготвеност, па заслужено го добија златниот пехар и медалите. Освен нашата екипа, во оваа конкуренција немало други представници од Македонија. Најавата за успехот на младите фудбалери дошла уште во првата средба против бугарската екипа на Миньор од Перник, при што фудбал Старс победил со убедлив резултат од 5:0. А во третото коло повторно било остварено убедливо водство и победа од 5:1 против екипата на Локомотив ГО од Софија.
Со тоа, нашите фудбалери го обезбедили учеството во финалето за освојување на првото место. Завршната средба се одиграла во неделата, а фудбалерите од Кочани за противници ги добиле своите врсници од силната екипа на Септември од Софија. Изедначениот квалитет и резултатот од 2:2 по завршувањето на регуларниот дел над преварот не ја разнишале само довербата на момчињата од Фудбал Старс, па по изведувањето пенали тие имале поголема сигурност и спортска среќа и со резултат од 6:5 дошле до шампионската титула. Одличниот настап на нашиот тим е потврда дека Кочани располага со талентирани фудбалери, на кои неопходна им е соодветна поддршка. Турнирот во Сандански поминал во одлична атмосфера, при што учествувале вкупно 80 екипи со фудбалери од генерациите од 2001 до 2009 година. Освен надпреварите, за присутните тренери и спортските работници од сите тимови бил организиран и стручен семинар. Вистински жнеач на медали представуваше карате клубот Партизан од Кочани на меѓународниот ИПОН Куп 2018, што викендов се одржа во Лесковац, Република Србија. Кочанските каратисти се вратија со 21 освоен медал. Во силна конкуренција од 730 учесници од Македонија, Србија, Црнагора и Бугарија, каратистите на карате клубот Партизан од Кочани од меѓународниот ИПОН Куп 2018, што викендов се одржа во Лесковац, Република Србија, се вратија со освоени 21 медал. Клубот учествуваше со 34 каратисти и освои 21 медал, од кои 7 златни, 6 сребрени и 8 бронзени медали. Во категоријата кати каратистите на Партизан освоја 8 медали, а во категоријата борби се закитија со 13 медали. Најуспешна надпреварувачка од карате клубот Партизан на овој турнир е Мартина Шахинова со освоени 3 медали. Вчера на турнирот во Лесковац ИПОН 2018 година се одржа во Србија. Ние учествувавме со нашиот клуб Партизан од Кочани, со нашите тренери Оливер и Јорданчо Петров. На турнирот имаше премногу надпреварувачи и имаше супер организација. Јас се надпреварував кати и борби екипно, што во борби екипно го освоивме златниот пехар, а во борби поединечно во конкуренција кадети го освоив првото место, а во кати поединечно кадети категорија го освоив второто место и ова се супер резултати за мене. Голема поддршка до тренерите и до родителите кои сегаш беа овде за мене. Јас имав 4 борби до златниот медал, до финалето. Беше навистина добра категоријата. Нели, сепак тоа е категорија кадети 2003-2004 година. Се надпреварувам веќе борби 4 години и сепак ова нели за мене е нов предизвик секој надпревар. Јас се надпреварував во 2 категории, борби екипно, каде што го освоивме златниот медал и златен пехар, и борби поединечно, каде го освоив второто место. Имаше голем број надпреварувачи. Мојата категорија беше кадетки 2003 година со 2004. Имав 3 борби. Секако ние тренираме напорно за нови успеси. Инаку, каратистите сите овие години за учество на меѓународни турнири сами се финансираат, односно нивните родители. Па затоа каратистите со апел до бизнис секторот во Кочани и до градоначалникот и општината, ако е можно во иднина да финансираат дел од трошоците за учество, бидејќи нивните успеси представуваат успех и за самиот град Кочани. Претежно не поддржуваат родителите, дека нели на таа тема малку сме слаби од страна и на општина и на спонзори. Да, немаме спонзори. Има деца нели кои сакаат да учествуваат на многу надпревари, но сепак овде имаат некоја пречка финансиска и нели апел до цела општина и до сите кои го поддржуваат овој спорт за подобра реализација на истиот. Членовите на Партизан тренираат под раководство на тренерите Оливер Коцев и Јорданчо Петров, кои што своите каратисти веќе ги подготвуваат за следниот турнир што ќе се одржи во Скопје, а во текот на 2018 ќе земат учество и на други државни и меѓународни турнири. И уште една информација од спортот. Екипите на Осогово и женскиот фудбалски клуб Кочани викендов одиграа пријателски контролни надпревари на кои постигнаа победи.
Повозрастните кошаркари на баскет Дино паузираа, но нивните помлади клубски колеги во првенствените надпревари забележаа победа и пораз. Фудбалерите на Осогово викендов на стадионот Никола Мантов ја одиграа петтата контролна пријателска средба против кумановската екипа Гоблен и забележаа победа од 2:1. Неповолните временски услови како да влијае врз играта на двете екипи, па впечаток е оти се играше само за да се одработи веќе договорениот надпревар. Први во водство дојдоа домашните играчи со голот на Костадинов во 33-та минута, со што им возвратија на противничките фудбалери за обидите со брзи контранапади да направат изненадување. На 5 минути пред крајот на првиот дел, жолтосините го зголемија водството на 2:0 со голот на Петров, па со овој резултат се отиде на пауза. Во второто полувреме играта и желбата за повисока победа кај домашната екипа како да спласна, што им овозможи на кумановчани да постигнат почесен гол уште во првите 5 минути од продолжението. До крајот на надпреварот немаше промени во резултатот, иако домашните имаа уште неколку напади, меѓу кои и еден посериозен удар кон гостинскиот гол што заврши во пречката. Екипата на женскиот фудбалски клуб Кочани исто така викендов одигра пријателски надпревар, а за противник го имаше тимот на Речица од Куманово. И домакинките и гостинките прикажаа добра и борбена игра, па на крајот средбата заврши нерешено со резултат 3:3. Резултатот од првото полувреме беше 2:1 за домашната екипа, а во продолжението од средбата водството беше зголемено со уште еден погодок. Сепак, кумановчанки ја отворија играта и со добра ефикасност успееа да постигнат 2 гола и на крајот да бидат задоволни што не доживеа пораз. До почетокот на пролетниот дел од првенството во првата фудбалска лига за жени, ЖФК Кочани ќе одигра уште една пријателска средба. Таа е планирана за следниот викенд против екипата на Драгонот Скопје на стадионот Никола Мантов во Кочани. Екипата на баскет Дино пак, што се надпреварува во третата кошаркарска лига, веќе втор викенд паузира поради активностите на македонската репрезентација. Настапија само екипите во младинските категории. Во М14 лигата, момчињата на тренерот Сашо Лазаров гостуваа во Куманово против своите врсници од Ринија и победија со 84:64. Во следното и последно коло пред разигрувањето, идната недела тие ќе дочекаат екипата на Феникс од Скопје. 2 години помладите кошаркари на баскет Дино, кои се надпреваруваат во М12 лигата пак, гостуваа во Скопје против тимот на Вардар 2 и доживеаа пораз од 60:42. Инаку, следниот викенд ќе продолжат и надпреварите од третата кошаркарска лига, при што кочанската екипа ќе биде домакин на Борец од Велес. Почитувани, прогнозата за времето беше постојаната информација во ова понеделничко издание на вестите на Канал Усум. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте пријатна вечер. Довидување.